2025 година испрати позитивни сигнали од финансискиот сектор, раст на инвестиции, зголемени депозити и поактивно кредитирање на граѓаните, меѓутоа и на компаниите. Линковско вклучување на Мартин Николовски, овој пат со неговиот гостин. Зборуваме малку на тема економија, доколку е се подготвено. Мартин, добро утро уште еднаш. Добро утро, колеги, ви благодарам за најавата. Токму така 2025 година донесе позитивни сигнали за финансискиот сектор, раст на инвестициите, како и зголемување на депозитите, но и на кредитите кај граѓаните. Дали ова укажува на поголема доверба во економијата и што значат овие трендови за стандардот и финансиската стабилност? Утрово во Македонија наутро на овие теми разговараме со економистот Теодор Тодоровски. Теодор, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, Мартин. Благодарам на поканата и беше ми е чест сум гостин во вашата утриска програма Македонија наутро. Така, за почеток 2025 година беше успешна за инвестициските фондови со значителен принос и интерес кај инвеститорите. Кои фактори според вас најмногу го поттикнаа ваквиот позитивен перформанс на пазарите во услови на не толку глобална нестабилност? Можеме да кажеме дека 2025 година е уникатна и е посебна за финансискиот свет и за финансиските достигнувања. Имено клучни фактори за тој успех е што се на некој начин се намалија каматните стапки на големите пазари, исто така инфлацијата се стабилизира во тие пазари, а многу е битно што одредени економии постигна успех претежно во секторот технологија, тука не е вештачката интелигенција, исто така во здравството и во енергијата. Исто така можам да кажам дека во 2025 година инвеститорите станаа поотпорни на ризикот, во тоа што направија диверсификација на своите портфолија, инвестирајќи во тие инвестициски фондови, каде што ги поделија своите инвестиции во одредени инвестициски инструменти и така стана и односно ги амортизира тие глобални кризи. 2025 година на некој начин ги награди инвеститорите што биле поотпорни и похрабри да инвестират, односно да сносат поголем ризик и со тоа што тие инвестирајќи во одредени сегменти како што се златото, акциите и инвестициските фондови, ги турна напред, односно им донесе добар профит. А исто така за македонските инвеститори е добар фактот каде што тие имат огромна предпазливост и грижа за своите инвестиции, каде што докажува фактот дека голем број на капитал и на фондови со одредени парични средства ги одбраја како заштита, еден вид на предпазливост за нивните инвестиции. Така, го споменавте златото, а во 2025 година повторно се покажа како една од најсигурните инвестиции. Зошто граѓаните и инвеститорите се почесто се насочуваат кон злато, а во време на економска неизвестност? Златото историски е традиционално прибежиште, еден вид на заштита, значи тие си прават еден златен штит на своите инвестиции, на своето портфолио инвестиции. Така да денес каде што постои глобална неизвестност, каде што имаме нестандардно движење на пазарите, каде што инфлацијата флуктуира цело време, каде што не е стабилна и во тој дел и каде што геополитички стабилноста не е во најдобар ред, во тој случај златото им е еден вид на заштита на се што инвестираат. Традиционално, како што реков претходно, златото како злато, луѓето традиционално сакат и физички да го поседуваат. Кога го поседуваат, нив едноставно грижата во тој инвестициски пазар му е на чувствуваат сигурност. Да, чувствуваат сигурност. И во тој дел го минимализират ризикот и евентуално губење на средствата. Така. Теодор, според податоците на банкарскиот сектор, депозитите и кредитите бележат значителен раст. Како ги толкувате овие трендови кај домаќинствата и компаниите и што тоа укажува
за довербата во финансиите? Кај нас во Македонија, нашите граѓани и општо бизнисите во Македонија имаат максимална доверба во банките и нив им одговара и сакаат да чуваат дел од своите заштеди во банките. Тоа значи дека самата заштеда и финансиската свест за инвестирање, за штедење е на високо ниво. Паралелно, како што растат депозитите, расте и потребата за кредитирање. Тие имат тенка конекција помеѓу себе. Бидејќи како што расте кредитирањето, има потреба да растат и депозитите. Како што растат депозитите и расте кредитирањето, и самата економија оди напред, бидејќи луѓето кои се кредитираат сакаат да инвестираат, како што инвестираат значи трошат. И со самото трошење и нивото имаме и економски раст во самата држава. За самите банки потребата од депозитите е многу клучна, бидејќи на некој начин е алат за работа за да можат да функционираат. Како што имат поголема поборувачка за кредити, така и поборувачката, односно потребата за пари расте. Така. Дали граѓаните се задолжуваат премногу или ова е нормален и здрав тренд на економијата? Па јас можам да кажам дека кредитирањето во Македонија и самата доверба што имат граѓаните према банките за мене представува еден позитивен тренд. Не значи предзадолжување, значи ние не сме држава и нашите компании и домаќинска не се презадолжуваат, едноставно ова представува здрав тренд, бидејќи луѓето кои се задолжуваат и кои земаат кредити, обично ги земаат за да инвестираат во станови, за образование, да направат дополнителна инвестиција, така да не мислам дека се презадолжуваат. И во овој случај самите банки ги олеснуваат условите за кредитирање, така да во тој дел не мислам дека е тренд на презадолжување на граѓаните. И за крајот на нашиот разговор, дали сметате дека сегашните трендови во инвестициските фондови и банкарските депозити укажуваат на подобрување на финансиската писменост кај граѓаните и компаниите и како може тоа да се направи да се поттикне дополнително? Па можам да кажам дека ова ми е најомилената тема, бидејќи секогаш се трудам и целам за финансиска писменост на нашите граѓани, на нашите клиенти, бидејќи и тоа е единственото нешто што може да не води напред, нели економијата може да не води напред, финансиите може да не водат напред и баш се радувам на фактот што и самите инвестицијски фондови вложуваат напор и вложуваат труд за финансиска едукација на своите клиенти, тоа и го прават, значи како што го прават финансиските фондови одредени платформи за инвестирање. И баш ме радува фактот, пред некој ден исто имаше една така наречена конференција за инвестирање, каде што исто ме радува фактот каде што армија од инвеститори се едуцираат, како што се едуцираат, тоа размислуваат на долгорочен план и за фактички учествуваат во развојот на било која економија. Исто така сам да кажам дека многу е битен фактот што ево јас се трудам и баш ми е мило што исто инвестицијските фондови ќе го потврдат тоа, дека многу е битно финансиската писменост да влези во образованиот систем на граѓаните и во образованието. Бидејќи секоја младина оди напред и би носела одговорни одлуки и би користела финансиски практики и би ја развила земјата во која делува, доколку има солиден образован систем и тоа го фати, како што викам ние, со ред. Значи, од најмали нозе ги едуцира најмладите да учат и да се едуцираат во делот на финансиската писменост. Теодор, ви благодарам за споделените информации во врска со зголемувањето на депозитите, кредитирањето, но и исто така на финансиската писменост. Благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на Јавниот сервис. Се благодарам на поканата. Така. Утрово во Македонија наутро разговаравме со економистот Теодор Тодоровски, а наша тема беше зголемувањето на депозитите и кредитите на граѓаните.